Правните тимови кои ќе работат на изготвување на предлог законот за амнестија за собраниските инциденти од 27 април треба да изнајдат решение со кој јасно ќе се направи дистинкција од насилството и учеството во физичкото насилство, како и осмислувањето на ланските инциденти. Ова го соопшти премиерот Зоран Заев по вториот состанок на телото за помирување, каде тој како гостин ги посочи своите идеи во процесот на помирување. Ако мудро го искористиме овој процес, работите ќе се тераат во вистински правец, рече Заев. Волја постои, желба постои, но секако знаеме дека црвени линии не смеат да се поминат, што е многу важно, да не ни падне на памет да влијаеме во правосудниот систем. Затоа што знаете дека реформите во правосудството и независноста на правосудството се императив, многу важни и заради интеграцијските процеси према НАТО и Европската унија. Треба да се разграничи што е тоа насилство и физичко насилство, организација и осмислување. И што е тоа некој да учествува во толпата, да биде заведен, да биде понесен или слично. Сите може да се согласиме дека терористичко загрозување на уставниот поредок не е нешто кое што треба да ги опфати сите, така? И не навлегувам подетално, само го кажувам како пример дека имаме потреба да направиме јасни дистинкции и разграничување. Секако, пораката на помирување, на подавање на рака и слично мора да постои, но и пораката на неповторување на вакви работи исто така мора да постои. Конструктивна дебата од која произлегоа заклучоци, рече Емилија Александрова од независната пратеничка група на ВМРО-ДПМН. Посочи дека формираните 3 групи за реформи, интеграција и помирување не се од затворен тип. Апелираше до пратениците активно да се вклучат во процесите за помирување. Како краен заклучок дадовме и рокови до вторник овие 3 подгрупи да се состанат, да ги разгледаат своите области на делување, да излезат со конкретни предлози и решенија, секој во своите домени и конечно да дадеме една динамика на целиот процес, бидејќи знаеме дека тоа е многу важно и како што кажав и многу пати досега, овие 3 процеси се поврзани, интеграцијата, реформите и помирувањето, и знаеме дека еден без друг нема да го дадат она конечното решение, а тоа е да застанеме на вистинскиот пат и еднаш за секогаш, како свесни граѓани, како свесни политичари, мораме да дадеме шанса на нашата држава да се движи напред. Според Фросина Ташевска-Ременски, патот кон помирувањето и позитивната атмосфера во државата мора да почне од собранието. Работата на групата е фокусирана закон за амнестија. Јас можам слободно да кажам дека работните групи и тела имаат мандат, бидејќи го имаат веќе и составот, ги имаат и представниците од владата што ќе учествуваат во работа на ова тело, ги имаат сите механизми што им се дадени согласно одлуката, да вклучуваат и други пратеници, да вклучуваат правни експерти, да вклучуваат Македонска академија на науки и уметности, цивилно општество, медиуми кои што можат да сугерираат и даваат решенија за овој комплексен процес, кој што е повторно, ќе кажам, во интерес на стратешките интереси на Република Македонија. Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Никола Мицевски рече дека остануваат на ставот да не учествуваат во интерпарламентарната група за реформи, интеграција и помирување, дека бараат целосна амнестија за сите учесници од 27 април и оти доколку телото донесе позитивен закон во оваа насока, тие ќе го прифатат.